Да. Сериозно. Може да ги повлечеме се малку? Напред нас. Нема добро ќе. Со маски што нешто. Добро, нека стои, да не видат па ефтено излези. Каде да повлечеме? Каде назад? Да, не иску. Не, добре. Ти кажеш. Кажете која може, колеги. Може, поведе. Добар ден на сите. Добар ден на ваш почитувани новинари. Добар ден за вработените во Министерството за внатрешни работи, на граѓаните на Република Македонија. Целта на денешната пресконференција на ова незино свикување е во името на како претседател на Синдикат на полиција во Македонија да најавам дека престојниот протест кој што ќе се случи во сабота на 8 мај со почеток во 11:30 часот. Ќе се запрашате од кои причини како јавност е свикан овој протест или како дојде до свикување на овој протест. Знаете дека секојдневно притисокот на кон вработените што се води секојдневно во полицијата е се поголем. Скоро и да нема веќе полициски службеник што секојдневно не е тортуриран, не е малтретиран. Секојдневно се врши мобинг. Знаете дека во овој момент никогаш немало повеќе незаконски распоредувања како што е во овој момент. Никогаш во историјата на Министерството за внатрешни работи. Знаете дека на некој со години му треба за конечно да и прашање дали ќе набави конечно сите видови на униформа, а каде што гледаме по начинот кој што темпото кај што се одржува тоа најверојатно ќе нема во догледна иднина. Иако е многу пати најавуван, имаме колективен договор кој што веќе 4 години е споминат рок на траење и тој со години се договлекува. Имаме колективен договор каде што немаат вработените никакви права, а и тие права што се внатре во колективниот договор никако не се почитуваат. Од тие причини, ние како раководство на Синдикатот на полиција Македонија одлучивме да излеземе на протест заедно со паролата за ред, за правда, за дисциплина. Доста е веќе. Зошто е оваа парола измислена? Затоа што во Министерството за внатрешни работи повеќе нема ред, нема правда, нема дисциплина. Нема, го тврдам тоа најодговорно, затоа што и тоа воопшто не е така онака како што сака во јавноста, во самата јавност да го изјави Министерот за внатрешни работи. Она што ви го пренесло Министерот за внатрешни работи и вас како медиуми во јавноста е само бледа и гола невистина, а доколку ги запрашате вистинските работници, вработените во Министерството за внатрешни работи, ќе видите и ќе согледате дека вистината е таа и вистината боли. Она што сакам да кажам пред целата јавност дека протестот на 9 мај почиња пред канцелариите на Европската унија на 8 мај, извинете, во 11:30 часот. Таму ќе има собирање, сакаме да го направиме тоа символично пред Европската унија, доколку има услови ќе поднесеме соодветни барања за какво непрво владее во Министерството за внатрешни работи и потоа ќе се движиме кон булеварот Климент Охридски и каде што во 12:30 часот пред владата на Република Македонија ќе го изразиме нашето незадоволство во вид на протест. Од тука ќе ги повикам сите членови на Синдикатот на полиција Македонија, сите вработени во Министерството за внатрешни работи, сите колеги, членови на братските синдикати, на Македонскиот полициски синдикат и на Независниот синдикат на полицијата, да не подлегнуваат на притисоците и да дојдат и да го поддржат протестот и да кажат доста е и да почнеме да воведуваме ред, правда и дисциплина во Министерството за внатрешни работи. Време кога мора да дојде каде што професионалците ќе ги заземат за местата кои што ги заслужуваат. Доста е со раководители каде што единствената работа, основно занимање е да се справуваат со неистомислениците и со професионалците. Сакам од овој момент да кажам, да изразам големо задоволство од сите братски синдикати во Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, каде што комплетно ја поддржаа нашата иницијатива и каде што несебично ќе ни дадат целата поддршка на престојниот протест на 8 мај. Мислам дека тоа е. Конкретно вашите
барања се излезете на протест? Па видите, едно од најприоритетните барања кои што моментално го занима полициска службеник е непокачувањето на платите. Вие знаете како медиуми, како јавност дека единствено полициските плати воопшто се замрзнати, значи не се помрднати, нема никаков додаток за борба против коронавирусот. Знаете дека освен здравствените работници, полициските службеници се оние кои што се со првите редови кои што допринесоа за оваа криза да биде таква која што е моментално сега. Нема никакво покачување на платите. Значи платите се веќе замрзнати. Значи знаете дека сите сектори, здравство, образование, добија повисоки плати, единствено полицајците работат за, јас секогаш го користам тој збор, мизерни плати. Ако ги одземеме бенефицијараниот стаж, ако ги одземеме сите тие услови други со овластувањата, ќе видите дека основната плата на обичниот полициски службеник е за жал пониска и од нормалната просечната плата во платата во Република Македонија. Тоа за жал е поразително и тоа во иднина мора да се подобри и ќе настојуваме кон тоа. Се додека не добиеме од владата, најверојатно, мислам, ние го правиме се до тоа ќе запрашате зошто пред владата, нели, зошто пред Министерството на внатрешни работи. Верувајте дека министерот веќе година време нема никаков слух моментално, освен единствениот репрезентативен синдикат, кога што се кажува дека е единствен репрезентативен синдикат, останатите два синдикати нема никаков слух, ни да не прими, нити има намера да не прими. Ајде, првата работа што сакам да го кажам пред вас новинарите и пред целата македонска јавност е со првата ден, наместо министерот Спасовски да почне да ги решава проблемите кои што верувајте дека се натоварени со тони. Првата ден и првата основна работа што ја направи е тоа што ја укина синдикалната членарина за членовите на синдикатот на полиција Македонија. Со тоа сите наши синдикатот нашиот како синдикат е воопшто невозможен да си ги работите и единствено нешто што направи добро во наводници за синдикатот на полиција Македонија, тоа што 70 до 80% од синдикалните представници ги размести од едно во друго работно место само со намера нашите синдикални представници да престанат, односно да не може да се борат за подобрување на правата на вработените и за нашите членови. Поставите некој рок до кога да се исполнува конкретно ова барање? Видете, ние во сабота ќе доставиме до владата и до премиерот писмено барања со наши барања. Претпоставувам дека ќе бидете таму каде што ќе ги презентираме барањата. Јас верувам дека ќе очекувам нели масовност на самиот протест. Очекувам дека некој сериозно конечно овие наши барања исто како синдикати претходно барањата што беа предадени во рамките на Конфедерацијата на слободни синдикати ќе ги разгледа и нема да ги фрла сигурно, најверојатно ги фрла до сега претходно во корпа. Најверојатно ќе ги види, ќе ги разгледа и мислам дека ќе почне да ги решава. Доколку не ги решава, јас мислам дека наредниот период ќе ја разгледаме таа ситуација, таа инертност од владата и од министерството и мислам дека ќе одиме понатаму со порадикални чекори. Орце Коцевски, председател на Синдикат на полиција Македонија. Толку. Благодарам. Доволно е дечки. Членови? 450. 450 има од причина што веќе 6-7 месец е блокирана синдикалната членарина. Јас го верувам дека ако беше блокирана членарината сигурно членството ќе беше направено пута 5, не е битно. Верувајте дека вакви притисоци до сега како што се сочуваме ние исто како синдикати и нашите синдикални представници, а и многу народно вработените никогаш не е било како појава. Тоа многу добро го знае министерот, многу добро го знаат правни служби во министерството, основоположниците за неправо во Министерството за внатрешни работи. Го знаат добро тоа вработените и се надевам дека веќе конечно веќе преминато веќе точката на вриење и мислам дека дојдено веќе време кога разумот мора да превладее од лудост. Тоа. Готово? Достоје ли?